Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат емисијата Гласот се разбира на вистината. На вистина мене ми е мило и драго што можеме и ова вечер по Божја милост и благодат Божја да бидеме заедно се разбира собрани и да го слушаме гласот Негов. Библијата вели дека неговите овци, неговиот народ не само што го следат неговиот пат, туку тие го слушаат и се послушни на неговиот глас Божи. Како што реков на вистина, мене ми е мило и драго што можеме ова вечер се разбира да бидеме заедно и да го прославиме Господа, затоа што се разбира дека тој е достоен да прими чест и слава. Еве како ни е запишено во книгата Откровение, всушност тоа е последната глава, или освари последната книга од Новиот Завет, книгата Откровение, ќе читаме четвртата глава, значи книга Откровение, ќе читаме четвртата глава, ќе читаме неколку стихови кои ни се запишани, се разбира, во словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Од 8 до 11. И вака вика словото Господово: четирите животни имаа по 6 крила околу себе. Однате беа полни со очи, без прекин дејни и ноќе. Воскликнуваа: свет, свет е Господ Бог Семојниот, кој беше, кој е и кој ќе дојде. А кога животните му даваа чест и слава, благодарност на седнатиот на престолот, на живиот во сите векови, 24 старешини паѓаа пред престолот и пред седнатиот на престолот, му се поклонуваа на живиот во сите векови и ги полагаа своите венци пред престолот велејки: достоен си, Господе, да ја примиш славата, чест и силата, зашто ти си создал се и се според твојата воља постои се, или се е создадено. Кога ќе читаме во првата книга на Мојсе, книгата Берешит, првата глава, Библијата ни вели дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Така да оваа вечер нема да зборуваме за небото и земјата, туку само сакав да нагласам како еден воведен дел, еден мал увод, дека секоја емисија кој што ја имаме, емисијата Гласот на вистината, служи за слава Божја и дека славата му припаѓа само на Господа. Многу често пати ние во наредните емисии ќе зборуваме точно околу славата Божја, затоа што денеска луѓето без да знаат оддаваат чест и слава на многу луѓе, на многу различни работи, предмети, кои што воопшто не се заслужуваат да даваат слава и чест. Библијата вели дека само Бог кој го твори небото и земјата е достоен за слава и чест. Денеска луѓето многу нешто обожаваат, како на пример глумци, пејачи и така натаму. Но Библијата вели дека само единствениот Бог ние треба да го обожаваме и само нему треба да му се поклонуваме како вистински поклонници во дух и вистина. Но како што реков, нека од наредните емисии ќе зборуваме за обожавањето, за славењето, кому му припаѓа славата, кому му припаѓа обожавањето. Но ова вечер сакам да се позанимаваме и да зборуваме всушност за Христовото раѓање. Христос, се разбира, се роди. Сметам дека оваа вечер ќе биде посебна вечер, се разбира, со посебна тема Христовото раѓање. Прво, клучно и многу важно за сите нас, и не само за нас, туку се разбира и за целиот свет. Раѓањето Христово е голема радост за сите луѓе на овој свет. Некако што некој размислува дека за некоја одредена група на луѓе на овој свет е таа голема радост.
Библијата, Словото Божјо, пишува дека раѓањето Христово е голема радост за сите луѓе на овој свет. Ако отвориме во Лукиното Евангелие, 2 глава, 10 и 11 стих, ни велат вака: а ангелот им рече: не плашете се, еве ви наговестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денес ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Уште еднаш ќе ги цитирам овие прекрасни стихови кои ни се запишани во Лукиното Евангелие. Всушност, овие стихови се пренесени од ангел Божи кон пастирите кои таа вечер го чуваја, се разбира, своето стадо. Им вели: не плашете се, еве ви наговестувам голема радост, меѓутоа која ќе биде за сите луѓе. Овде не таргетира одредена група на луѓе, како што денеска тоа се прави. За жал, многу луѓе размислуваат дека само за една одредена група на луѓе е ова голема радост која Бог ја направи. И преку Божјото раѓање, Бог го спои небото и земјата, и Божјиот Христос, Божјиот Син Христос кој се роди, стана посредник. Меѓутоа, Библијата вели дека ова радост е радост за сите луѓе, зашто денес во градот Давидов ви се роди Спасител, се разбира, кој е Христос Господ. Испратениот Божи подарок и вплотувањето на небото и земјата, тоа е Христовото, односно Божјото раѓање на овој свет, кој ги вплотува, како што реков, небото и земјата. Во Витлеем, речиси пред 2000 години, се случи најголемото дело и чудо во историјата на човештвото, а тоа е што Бог ја посети нашата планета и ја откри неговата суштинска љубов, се разбира, преку тоа Божјо раѓање. Еве што рекол еден познат човек по име Жан Калвин: состојбата беше очајна, ако Бог не се симнеше до нас, ние никако ќе не можевме да си скачиме, се разбира, до него. Потоа пророкот Исаија, кој пред 700 години всушност го пророкувал Божјото раѓање на оваа земја. 9 глава, 1 и 2 стих вика: народот кој оди во темнина ќе види голема светлина врз оние што живеат во земјата на смртната сенка, и ќе влезне светлина. Потоа евангелистот Јован во 13 глава, 13 стих вика: никој не си скачи на небото освен Синот човечки кој слезе од небото. Потоа во Изреки или Пословици, 30 глава, 4 стих вика: кој се искачил на небото и слегол долу на земјата. Во Ефесијаните, 4 глава, 9 и 10 вика: а што значува издигајки се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата. Слегна истиот кој се издигна повисоко од сите небеса, за да може да се исполни се. Всушност, сите овие стихови кои што сега ги набројавме, кои што ни се запишани во Словото Господово, тие стихови зборуваат за тоа триумфално Божјо раѓање на оваа земја. И затоа реков дека во историјата на човештвото пред 2000 години се случи најголемото чудо на овој свет, што Бог, кој го твори небото и земјата, се утелотворува, доаѓа во личноста на Исуса Христа во овој свет, на оваа земја, за да може Бог самиот да ни понуди пат на спасение и да не врати, се разбира, преку таа или
во таа првобитна состојба. Затоа е многу важно да знаеме и се надевам дека и понатаму и наредната емисија ќе зборуваме всушност колку е многу важно, колку е многу клучно и зошто толку многу е важно Божјото раѓање на оваа земја. И потоа ќе видиме што Библијата понатаму ни зборува по прашање на Божјото раѓање. Но сепак, Словото Господово, кога ќе читаме некои историски податоци, ќе видиме дека многу било клучно и многу било важно ова Божјо раѓање, кој самиот Бог го најави уште од почетокот. Ќе отвориме заедно во првата книга на Мојсей, 3 глава, 15 стих. Еве што вели Словото Господово. И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, и помеѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. Ова е некаде околу пред 4000 години пред да се роди Спасителот на овој свет. Пред да блесне таа светлина на овој свет. Пред да дојде Христос, Синот Божи, на овој свет. Ова е пророштво лично дадено од самиот Господ Бог во самата Едемска градина, кој Бог ја твори за Адам и Ева, за да можат да живеат. И откако Адам и Ева стануваат непослушни, Бог самиот вели дека тој ќе дојде на овој свет, ќе се утелотвори и ќе понуди повторно излез за човекот. Почитувани слушатели, верувајте ми дека кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека само Бог имал власт, имал мојки сила да понуди излез, комплетен излез за сите нас. И тоа го направи Бог од љубов кон сите нас. Затоа се разбира во наредните емисии ќе зборуваме всушност за ова Божјо Христово доаѓање на овој свет. Затоа дотогаш сакам да ве оставам да размислувате колку навистина е важно и дали всушност е важно Божјото Христово доаѓање. Ние ќе видиме понатаму дали некој го побило ова Божјо доаѓање на овој свет. Прво, второ, дали било план Божи да дојде Месијата на овој свет, всушност да се случи тоа Божјо раѓање. Господ со вас нека биде, имајте убава и благословена вечер или пријатна вечер, имајте добри сништа и се разбира, се слушаме во наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.